Во ова задача се бара од нас да го пресметаме изразот ова, заокружувајќи ги сите пресметки на две децимали. Со заокружување на сите пресметки на две децимали губиме дел од точноста. Меѓутоа, на истиот начин на сите дигитрони може да се работи, а таа ни е целта во овај момент. Која операција ни треба од нашиот дигитрон? Множење, квадрат можеме да го множиме рачно, пи ќе го заокружиме на 3, 1, 4, пак множење, вадење, не е проблем, ова е вадење, а тука треба квадратен корен. Значи, треба да имаме дигитрон обичен, ама да има и квадратен корен. На најмалиот дигитрон во Windows има квадратен корен, а се разбира дека секој научен дигитрон има квадратен корен. Кои се чекорите при решавање? Од секој дел, што го гледаме тука, ќе видиме што можеме да правиме во тој момент. Првото нешто е дека сигурно нема да вршиме делење од почетокот, значи еднакво и дробна црта. Ке ни треба дробна црта. Сега, во ова што треба да се направи? Најпрво, 92,5 на квадрат. Значи, ке го најдеме тоа и ке пишеме по 314. Да видиме. 92,5 рачно ке пишеме по 92,5 еднакво 8, 5, 5, 6, 25 8, 5, 5, 6 25. Тоа е заокружено веќе на две децимали. Сега имаме 3,14 од пи минус 43,2 и сега тука ова треба да се врши попрво, бидејќи е во загради. Значи 446 минус 95,2 еднакво 350,8 350,8. Значи горниот дел тоа што можевме правевме. Ние тука ќе го правиме ова. Значи треба да се препиши 55,2 55,2 минус дигитрон 13,7. Сега тука зависи од дигитронот. Некој дигитрони бара првен корен да се внеси, па после бројот, а тука во ова е бројот па корен. Треба да го знаете вашиот дигитрон. Значи 3,70, еден се заокружува надолу. 3,70. 3,70. Сите пресметки што ги правевме, ги заокруживме на две децимали и во овој чекор. Наредниот чекор еднакво. Сега ќе ги множиме овие, ќе ги множиме овие и ќе ги вадиме ова. Ама пак, значи, ни треба дробна црта. Убаво е дробната црта да се пише од почетокот, оти тогаш иди на ниво на еднакво и не се губи. Значи, првата пресметка во овој чекор ќе биде овие двата тука. 8,556,25 по 3,14 еднакво 2,6,866 6,3 2,6,866,23 минус овај минус тука идеме. Сега имаме 43,2 по 350,8 еднакво 1,5, 1,5,4, 56 1,5, 1,5,4 56 и долу имаме ова разлика тука 55,2 минус 3,70 еднакво 51,5 51,5. Во наредниот чекор ќе правиме ова разлика, па дури потоа ќе делиме. Значи, тука сме еднакво, уште еднаш ни треба дробната црта, долу ни иди 51,5, а горе правиме вадење 26,8
1,66.23 минус 1,5,154.56 еднакво 1,17,1,1,67 1,17,1,1,67 знаковите ги провераме, ова е поголемо од ова, значи позитивно во ред е. И крајно имаме еднакво. И сега сме готови за делење. Значи, го имаме тој број, можеме да го користиме. Имам искуство дека уште еднаш го внесете и така ние ќе правиме 1,17,1,1,67 делено со 51.5 еднакво 2,27,4,1 и ова 1 се заокружува надолу, значи 2,27,41 2,27,41 и тоа е крајниот резултат според нашето упатство за сите пресметки на 2 децимали.